Владата составена од партијата, од која што доаѓа мнозинството во град Скопје, исто како и градоначалникот Петре Шилегов, спроведуваат жесток политички прогон врз политички неистомисленици и партиски реваншизам. Од јавното предпријатие Водовод и канализација се избркани 26 вработени со решение за неопределено работно време поради политички причини. Воедно, денес на денешната седница имаме и повреда на Законот за локална самоуправа, статутот и деловникот за работа на град Скопје. На денешната седница е погаздан и деловникот за работа на град Скопје. Без дебата, без претходно доставен материјал, без податоци и потребни квалификации, на нетранспарентен и шверцерски начин, денес се сака да се изврши именување на членови на управни и надзорни одбори во 52 јавни предпријатија, образовни установи и други установи на град Скопје, спротивно на Законот за локална самоуправа и деловникот за работа на Советот на град Скопје. Половичните материјали се доставуваат на само неколку часа пред седницата. Нема биографии, а советниците треба да гласаат за луѓе чии квалификации се непознати. Нашиот сомнеж за ова што се прави е желба за масовна и груба партизација на градската управа. Според член 39, став 4 од Законот за локална самоуправа, денот, часот и местото на одржување на седниците на Советот, како и предлог на дневниот ред по кој ќе се работи, задолжително се објавуваат најдоцна 7 дена пред денот на одржување на седницата. Во членот 61 од деловникот за работа на Советот на град Скопје, покана за седница на Советот им се испраќа на сите членови на Советот најдоцна 7 дена пред денот определен за одржување на седницата, а заедно со поканата на членовите на Советот им се доставува предлог на дневен ред и соодветен материјал за прашањата што ќе се предлагаат на дневниот ред. За оваа седница, Советот на град Скопје, за повеќе од 2/3 од точките на дневниот ред, не е доставен никаков материјал. Врз основа на што ќе одлучуваат советниците? Со ова грубо се прекршува деловникот за работа на Советот. Воедно, вториот елемент на кој сакам да се осврнам и е подеднакво важен е следното. Сето ова што го говориме покажува дека имаме системски политички прогон од страна на партијата СДСМ, која владее и на локално и на централно ниво. Тоа најдобро се гледа во однос на притворените за настаните на 27 април, меѓу кои има 6 пратеници, врвни уметници, интелектуалци, недолжни граѓани. Прекршен е највисокиот акт, прекршен е Уставот на Република Македонија. Пратениците се носеа со лисици на раце пред да им биде симнат имунитетот. Уметници, татковци и мајки, семени луѓе се држат во притвор во нечовечки услови. Во станот на еден оперски пејач од светски глас и музички великан Игор Друловски упаѓаат 15 полицајци и се врши претрес и преведување. Повреден е членот 13 од Уставот, со кој се гарантира презумцијата на невиност. Обвинетите се невини се додека не се докаже нивната вина со правосилна пресуда. Грубо е показан пратеничкиот имунитет, кој е прекршен уште пред да биде симнат. Имајќи го во предвид изнесеното, ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија нема намера да присуствува на седницата која е проформа и е спротивна на деловникот и не сака да биде соучесник во кршењето на нормативите. Се приклучуваме кон барањето за слобода на неправедно притворените на 27 април и бараме веднаш да бидат пуштени на слобода. Бараме стоп за партизацијата на ниво на град Скопје и политичката одмазда која се спроведува. Бараме да се почитува Законот за локална самоуправа и деловникот за работа на град Скопје, транспарентност и законитост во работата на Советот и градоначалникот и поголема одговорност и достапност за јавноста. Ви благодарам.